Во ова најново издание на Инфорегион ќе го слушнеме интервјуто со првиот човек на општина Прилеп, господинот Маријан Ристевски, со кого што ќе поразговараме за голем број на актуелни теми, но и големиот број на проекти кои што се реализираат во Прилеп во сите сфери од општественото живење. Да го погледнеме разговорот. Како што најавивме, ова издание ќе го започнеме со разговорот со првиот човек на општина Прилеп, господинот Маријан Ристевски, со кого што ќе поразговараме околу повеќе актуелни теми, но и реализираните проекти во општината од почетокот на годината до денес и што е она што ги очекува прилепчани во 2016 година до крајот на годината. Добар ден, председател, добре дојавте во емисијата Инфорегион. Добре најдов, поздрав до гледачите. Еве да започнеме со една тема која што може би најмногу ги интересира гледачите, односно прилепчани, а тоа е економијата. Оваа година во Прилеп влезе една голема американска компанија, тоа е Гентерм, која што најавува 2000 нови вработувања и инвестиција која што тежи 20 милиони евра. Прво да спомнам, тоа беше еден заеднички проект со владата на Република Македонија околу донесувањето на планот и изградбата на слободната економска зона. И тоа ќе биде еден од главните адути во иднина наредните 10 години, да се привлечат голем број на мултинационални странски компании, кои ќе отворат токму во оваа технолошко-индустријско развојна зона или слободна економска зона, користејќи ги нормално и бенефитите што ги нуди таа зона. И така да мразот го скршивме околу разработувањето на таа зона, токму со голема мултинационална компанија која ни доаѓа од Соединетите Американски држави. Капиталот е иначе една од повеќето фабрики низ светот, тоа е фабриката Гентерм, која произведува делови за автомобилската индустрија и тоа за познати марки на автомобили. Моментално се изградени неколку илјади метри квадратни на погони, во кои што се сместени повеќе од 500 вработени. Меѓутоа тоа нема да биде крајната бројка. Крајната бројка ќе биде некаде околу 2000 вработувања во наредните година и пол, а исто така ќе има доградба на уште две нови хали, погони, што значи негде вкупниот капацитет на халите би достигнал некаде околу 22.000-25.000 метри квадратни. Станува збор за највисока технологија, која што, рековме, е поврзана со автомобилската индустрија во светот и тоа навистина не само што ќе овозможи нови вработувања, екзистенција на околу 2000 фамилии во градот, индиректно преку фабриката сигурно ќе може да екзистираат уште 500 луѓе, тоа преку користење на различни услуги, дали тоа било превоз или обезбедување на фабриката, одржување на хигиена, околината, дворот и така натаму. Значи сите оние услужни дејности кои се поврзани со самата фабрика Гентерм, што значи бројката би стигнала директно и индиректно некаде околу 2500 фамилии, односно семејства, кои би екзистирале токму од оваа мултинационална компанија. Исто така не е само предноста во вработувањето, него и луѓето кои што веќе се обучуваа, неколку групи беа и во Украина, каде што има исто така погон да се обучат да работат на тие нови современи машини и технологија, што значи ќе добиваме врвни кадри во градот кои ќе имаат искуство и работено токму на ваква висока технологија, ноу-хау технологија, поврзана со најпознатите светски брендови марки на автомобили. Иначе, за да може зоната да функционира нормално, владата преку дирекцијата за ТИРС, за слободни економски зони, инвестира повеќе од 1 милион евра, со што се направи покрај достапен пат, значи асфалт, се постави осветлување, канализација, водовод, оптички кабли, се она што е потребно за да може да функционира зоната и со поставувањето на целокупната инфраструктура, оваа зона стана доста атрактивна за привлекување и други мултинационални компании. Моментално се гради до самата фабрика Гентерм уште една мултинационална компанија, тоа е фабриката Акомплас, која што мислам дека се при крај со градежните активности и со внесување на опремата, некаде да очекуваме крајот на септември или октомври отпочнување на работа и на овој капацитет. Може би е малку помал, меѓутоа крајната бројка на вработени на овој капацитет би стигнала околу 150 до 200 вработувања, што не е малку, да речам, во однос на бројот на луѓе кои ќе бидат офатени во овој производен капацитет и секако интересот и на многу други мултинационални компании кои доаѓаат од странство и ја посетуваат Македонија преку
самите министри и луѓе задолжени од владата за привлекување на странски инвестиции, доаѓаат тука и ја разгледуваат зоната, да не биде чудно да до нова година евентуално со позитивно донесување одлука на некои од тие мултинационални компании да донесе одлука да инвестираат во оваа зона, со што јас сметам дека за 5 до 10 години бројката на вработени луѓе во таа зона би достигнала некаде 5 до 10.000 вработувања, што ќе биде од огромна важност не само за Прилеп и општина Прилеп, туку и за целиот Пелагониски регион. Самата зона е многу близко до градот, е на самиот магистрален пат кој оди за Битола и грчка граница. Исто така со проширување на патот и изградбата на експресниот пат, кој што треба да заврши за година и пол-две и го започна владата на Република Македонија, ќе се реши едно од најцрните точки, кој што досега беа голем проблем околу идни инвестиции, функционирање, транспортот, околу сообраќајот и одвивање на сообраќајот, тоа е патниот правец Плетвар, значи во уште поголем ќе биде уште поголема привлечната можност на ова слободна економска зона за привлекување на странски инвестиции. Значи сето она кое претходно го имаше како визија владата и локалната самоуправа со претходно планирање и инвестирање во инфраструктура направи да Прилеп и овој регион стане магнет во однос на привлекување на странски инвестиции. Значи нема тука да прекинеме, продолжуваме и понатаму да лобираме, навистина многу тешко е да се донесат инвеститори, бидејќи не е во игра само Македонија, тука во игра се и другите држави од Европа, околните држави од Балканот, а исто така кандидати си голем број на општини и градови, ги имаме 86 во Македонија, да ги донесите во Прилеп, да инвестират, значи навистина сте направиле добра работа за градот, за граѓаните на општина Прилеп. Во таа насока се движиме, се надевам дека во иднина ќе биде со уште позасилено темпо, бидејќи и на почетокот од третиот мандат реков дека заедно со владата најмногу ќе посветиме внимание околу привлекување на инвестиции и отворање на нови работни места, а тоа го правиме до сега. Да напоменем и тоа дека според потоците на ВРМ 490 вработени има моментално во Гентерм, а моментално тече и новиот оглас уште 200 нови. И за прв пат се пушти огласите за високо образовани кадри. Па да, мислам дека навистина имаше еден голем вакуум со она, да речам, катастрофална транзиција, која што беше голем број на луѓе остана без работа. Исто така млади луѓе кои што завршиле или учеле или се обучувале за некоја работа нема можност да најдат вработување. Меѓутоа самите облуки кои што ги овозможи фабриката, можноста да појдат голем број луѓе да видат како се работи во таа фабрика во Украина и со сите оние дополнителни обуки што ги имат, навистина луѓето ќе можат перфектно да одговорат на работните задачи во фабриката Гентерм и во идните капацитети кои ќе се отворат во Прилеп. Прилеп има стручен кадар, има доволно работна сила и добро е што ете покрај, да речам, обични работници, сега имаме конкурси за повисоки позиции, кои што на некој начин ќе управуваат со самиот технолошки процес, со менаџирањето и организирањето на самата фабрика Гентерм, која е врв, да речам, во самата технологија и изработка на автомобилски делови за познати автомобилски марки на ниво на светот. Кога станува збор за индустријските зони, освен слободната економска зона, односно ТИРС Прилеп, ги имаме тука индустријските зони, Прилеп 1 и Прилеп 2. Прилеп 1 моментално се гради инфраструктурата и се градат неколку објекти. Кога ќе се стави во функција оваа зона? Па зоната веќе е ставена во функција, се градат објектите, ги имат сите основни предуслови за да работат објектите. Локалната самоуправа досега има вложено преку 1 милион евра. Последниот грант е добиен од Светска банка, односно донација од 130.000 евра, поради успешно претходно завршен проект, а тоа беше успешно изведениот проект за проширување и разубавување на влезот на градот, на потегот од Лукойл до раскрсницата Солидност. Навистина се направи канализација, водовод, се гради асфалтна инфраструктура, сега оптички кабли, донесено електрична енергија, без проблем може да почнат и да функционираат сите веќе изградени објекти. 7-8 веќе се изградени голем дел од нив, некои почнуваат да се градат,
очекуваме до крајот на годината уште барем 1-2 објекти да започнат да се градат и за година дена и таа зона ќе биде комплетно функционална. Мислам дека некаде околу капацитетот на целата зона со сите тие капацитети кои планира да се градат ќе отвори 1000 до 1500 нови вработувања, што значи она што е наша обврска како општина од продажбата на градежното неизградено земјиште, од изградбата на инфраструктура, ние веќе финишираме, сме при крај. Му истекуваат на некои оние предвидени рокови кои што го откупиле земјиштето, веќе оние ако не навреме започнале да градат, си треба да плаќаат пенали, односно казни, предвидено во законот, што значи и самиот закон е така направен да му даде определен рок на инвеститорот, да може да во тој рок да започне со, односно прво со изработка на проектот, па се до изградба на самиот објект и започнување со работа. Мислам дека ќе ги испочитуваат овие рокови сите да започнат да градат, како што започна и претходните, и дека за брзо време ова зона ќе представува една од најубавите индустријски зони и пример не само градот, туку и на ниво на Република Македонија, како треба да изгледа една индустријска зона. Во меѓувреме, ние имаме уште една индустријска зона која е во тек распродажба, значи земјиштето во таа зона. Имаме 15 на локации, тоа е во сточниот пазар. Станува збор за мали и средни предпријатија кои што се од незагадувачката индустрија и моментално имаме околу 5-6 локации продадено. Меѓутоа во наредниот период до нова година планираме сите 15 локации да ги продадеме на заинтересирани инвеститори. Таму наредната година во буџетот ќе се предвидат исто така средства да започне да се гради инфраструктурата, што значи за 2 години, 2,5 години таа зона ќе стане функционална. Таа е помала зона, наменета за помали објекти, меѓутоа од анализата и истражувањето на пазарот на капиталот и инвестициите во градот и Република Македонија, посебно за градот Прилеп, беше потребна таква зона за изградба на такви мали предпријатија, односно погони, мали и средни предпријатија, и се надевам дека капацитетот на оваа зона би достигнал 500 максимум до 1000 нови вработувања. Интересот е доста голем, направивме значи добра работа што заедно со владата направивме слободна економска зона за привлекување на поголеми капацитети мултинационални компании. Тоа е слободната економска зона која што ја спомнавме. За големи предпријатија и средни предпријатија тоа беше индустријската зона Прилеп 1, за мали и средни предпријатија индустријска зона Прилеп 2 и секако ние немаме застој, значи сите оние слободни земјишта кои што се опфатени со генералниот урбанистички план, моментално се работат деталните планови, откако ќе бидат завршени ќе имаме индустријска зона Прилеп 4, 5 и така натаму, како што следува со ред, бидејќи имаме индустријска зона Прилеп 3, која е, за разлика од овие други, не е градежното неизградено земјиште во собственост на Република Македонија, меѓутоа е во приватна собственост, меѓутоа пак таа зона ја направивме по барање на самите собственици кои што имаат откупено одамна пред 20-30 години ниви или плацеви на таа локација, кај тоа е локацијата кај Жито Прилеп за обиколницата и веќе таму гледам почнуваат некои погони да се градат, што значи му овозможивме услов, ете тие што купиле, сакале да градат, немале можност претходните 20 години тоа да направат, еве сега со новиот генерален и детален план тоа го направивме, што значи Прилеп со новиот генерален план кој што беше од инвестиционен карактер и представува главен адут за иден развој на градот, го направивме градот на вистина да биде привлечен и за домашни и за странски инвестиции, така да во наредниот период очекувам да имаме доста инвестиции, посебно околу овие производни капацитети да вработуваат луѓе. Според протоците наварам, моментално во Прилеп има од 6.500 до 7.000 активни баратели на работа. Дали има некаква статистика во последниве години за колку беше намален бројот на невработени лица? Па, кога станав градоначалник, тоа пред 11-11,5 години, бројката беше околу 27.000, 25-27.000, значи, сега точно не знам, меѓутоа знам дека беше околу 25.000, па сега ако имаме 6,5-7.000 активни баратели на работа, тоа е навистина голем процент намален на бројката на невработени и тоа е добро за градот, бидејќи Прилеп, ако памтиме 90-тите години, со една лоша политика и транзиција стигна до бројка од 40.000
невработени или 75% од работоспособното население и бевне рекорд не само на ниво на Македонија, можеби балкански европски рекорд на невработеност. Навистина да се симни до една толкава бројка, која што сметам дека е реална бројка, тоа е навистина голем успех, а тоа е резултат на одличното залагање на владата на Република Македонија околу привлекување на инвестиции и една добра инвестициона политика која што води локалната самоуправа. Тука не се само компаниите, него да ги пофалиме и домашните компании, како што се една витаминка, Прилепска пиварница, па и другите големи компании, тоа се текстилните фабрики како Конфи Ангел или Васидора, Најс Текстил, Кули и така натаму. Тоа се навистина капацитети кои започнале со 50-100 вработени, сега стигнали до бројка, например, Конфи Ангел, бројка има негде до 1000 вработени, Васидора има преку 700-800 вработени. Тоа е навистина една голема бројка, бидејќи и порано, ако земиме пред 90-тите години, поголем дел од населението работеле во тие текстилни компании, како што беше Билјана, Солидност, Ритекс, Политекс. Меѓутоа, знаете, со едно недобро менаџирање, недобра транзиција, голем дел од тие фабрики пропаднаа, се вратија повторно тие текстилни компании и капацитети, меѓутоа сега се во приватна режија. Значи, бројката од прилика тука негде може би е зголемена во однос на текстилни работници и вработување во градот. И ако земиме фактот дека во Бирото за вработување, во Агенцијата за вработување, дека имаме моментално 450 до 500 слободни работни места, кои што се нудат на пазарот на трудот, а тешко се најдуваат работници, тука треба да го поставиме и прашањето дали е и таа 6,5-7 илјади бројка на невработени, дали е реална, дали навистина и на голем дел од тие луѓе му треба работа или не. Исто така во однос на невработеноста придонесува и голем број на позитивни проекти од владата преку Агенцијата за вработување, како што беше начинот на самовработување, кога стотици, може и повеќе од 1000 луѓе си направија бизнис, остварија работен однос самите со својата бизнис идеја, па дури има компании кои започнале со еден вработен од тој проект, а сега градат фабрики, например Стара Фурна, да земиме пример, почна со проектот самовработување, стигна да купат земјиште и сега е при крај објектот изградба на огромна фабрика и погон во индустријската зона Прилеп 1. Значи имаме многу такви позитивни примери. Сметате ли дека овие нови инвестиции, сите овие мерки кои што ги презема државата, на еден начин бија намалиле миграцијата, која што моментално е тренд младите да се иселуваат во Македонија? Па, миграцијата не е тренд само сега. Јас знам, цело време имаме тренд на миграција, уште од 45-та година наваму имаме миграција во континуитет, да речам. Така да стотици илјади македонци се иселени во Австралија за целиот овој период, во Америка исто, во европските држави. Нормално е да младите често пати, која е причината да бараат екзистенција надвор од државата, може би немајнето работа или пак дајте на нивниот животен сон да успеат настрана, значи во некоја поразвиена европска држава, сметајќи дека со тоа ќе живеат подобро или ќе имаат подобра екзистенција или ќе напредуваат во работата. Меѓутоа, фактите и реалноста е друга. Кога ќе појдат таму, сепак она што го замислиле, може би има повисоки плати и повисок стандард од Македонија, меѓутоа јас сметам дека животот не е многу поразличен тука од Македонија и кога ќе се соочат со вистината, голем број од тие млади луѓе и со отворањето нови капацитети и фабрики дека ќе се вратат назад. Видете, често пати се слуша по медиумите дека имало засилена миграција од градот, од државата и така натаму. Меѓутоа, во проценти, пак јас ќе кажам дека Македонија на ниво на Балканот е една од државите каде што е помал процентот, не дека нема, има иселување, меѓутоа е помал процентот. Ако земиме една Бугарија, 2-3 милиони народ се иселени од Бугарија, од Србија повеќе милиони луѓе се иселени од Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска која е членка на Европска унија, Словенија има проблем со иселување. Тоа е еден, да наречам и модерен тренд на глобализација, кога ете порано можеби границите
јазичната бариера биле проблем за иселување на луѓето. Сега сите млади луѓе знаат англиски, интернетот се е достапно, така да на некој начин самата глобализација и го зеде данокот со тоа иселување. Значи, тоа е резултат на самата глобализација во светот. И немој да мислите дека само од посиромашните држави или држави во транзиција, што биле или посткомунистички држави се иселуваат и од Германија, од Франција, од Англија се иселуваат и од развиените држави кои што навистина имале подолг период и подолг векови се, например, држави имаат, да речеме, развиено стопанство, економија и така натаму. Тоа е еден светски тренд на раселување на народите и мислам дека тешко кој може да се справи со тоа, меѓутоа можеме да се справиме да се намали процентот на миграција токму со отворање на нови работни места, со привлекување на домашни странски инвеститори да ги развиваат своите капацитети, да ги прошируваат со разубавувањето на градот. Знаеме градот каков беше порано, каков е сега. Навистина да се направат подобри можности за поубав живот во секој аспект, од образование, спорт, култура, манифестации кои се одржуваат. Сето тоа ќе овозможи да не се зголемува, односно да имаме помал процент на иселување. Спомнавме дека еден од главните фактори за развој на економијата е инфраструктурата. Неодамна започна да се гради првата од трите фази на патот преку Прилеп градско. Таа е од Фариш до Дрванската клисура, инвестиција која што чини 30 милиони евра во првата фаза, тие 10 километри што треба да се направат. Освен овој патен правец, што е предвидено да се направи во општината и што се направи ова година во однос на таа патна инфраструктура која што значително го подобрува протокот и на стопи и на патници? Па најголема ракрана беше тој пат, не само за Прилеп, за Битола, за целиот регион. Со правењето на овој експресен пат ќе биде навистина многу подобрено функционирањето на самиот сообраќај, ќе привлекува на инвестиции, регионот ќе биде навистина попривлечен за инвеститорите. Мислам дека не само владата, туку и општината има многу направено. До сега имаме инвестирано преку 200 километри во патна инфраструктура, заедно со владата, Министерството за транспорт и врски, од буџетот на локалната самоуправа и најразлични донации, дали тоа се Европска унија, на времето КАРЦ програма или Светска банка и сите достапни донатори во Македонија. Прилеп е рекордер на ниво на Македонија во изградба на патна инфраструктура, вклучувајќи изградба на улици во градот, во населените места, локални патишта и изградба и реконструкција на магистралните и регионалните патишта кои врват низ територијата на општина Прилеп. Бројката достигнува 200 километри. Тоа е навистина за почит и не запираме тука. Значи, ова година се асфалтираа патиштата до неколку населени места. Веќе проектите ги подготвуваме за други населени места кои не останаа. Да не речам, во општина Прилеп имаше неколку патишта кои станав градоначалник, еден или два патишта кои беа асфалтирани до населените места. Сега практично не постои населено место, живо зборувам, каде што имаме 50-100 и над 100 жители, кое што нема асфалтиран пат. Останаа населени места кои што се водат како населени, одамна се иселени, има по 1-2 жители, 5-10 најмногу, меѓутоа пак потребата за асфалтирање на тие патишта е голема, бидејќи пак луѓето од градот често пати одат дали околу полјоделски работи, околу земјоделие или одгледување на стока, некојата и си сакат помирен живот. И со овие проекти владата што и нуди да се населат луѓето, некои да се вратат на село со сите бенефиции што ги дава владата, навистина ќе биде интересно да и овие патишта ги асфалтираме. Остана уште 5-6 населени места во околината на Прилеп и Мариово, како што е, например, Дабница, Крстец, тука е Прилепец, Марул, Подмолбонче да се врзат и Полчиште и Бешиште и со тоа завршуваме комплетната инфраструктура на целата територија на општина Прилеп. Освен значи патната инфраструктура се работи и во градот на комуналната и водоводната инфраструктура. Во тек еден огромен проект за Прилеп, вреден околу 31 милиони евра, тоа е изградбата на пречистителна станица и замената на старата канализациона мрежа која е веќе во втора фаза, каде треба заменат околу 45 километри
на цевки. Претходно во првата фаза беа заменети оние поголеми во должина 23 км. Примарната канализација. канализација. До каде е овој проект? Па проектот се одвива со забрзано темпо, нормално, бидејќи проектот треба да заврши наредната година, 2017. Целокупниот проект опфаќа околу 80 км канализациона мрежа во градот, а исто така изградбена пречистителна станица која се гради на неколку километри надвор од градот, на излезот, на истекот од градската река. Со ова градот добива многу, значи комплетна внатрешна инфраструктура, канализација која во голем дел ќе биде сепарирана, значи ќе биде одделена фекалната со атмосферската канализација, ќе имаме нови слоеви асфалт на улиците каде што воопшто немало асфалт или каде што имало асфалт ќе бидат доведени во правобитна состојба. Со ова градот навистина многу добива, бидејќи претходно го решивме проблемот со водоснабдување. Со овој проект од Европската унија вреден околу 28 милиони евра и дел од средствата се од буџетот на владата на Република Македонија, се решава канализационите системи и внатрешната инфраструктура. Наредно ќе биде решавање на проблемот со депонијата, веќе имаме набавено машини, се вадат и последните дозволи од министерствата за да може да започне изградба на фабрика за рециклирање на отпад и во тоа ќе бидеме први на ниво на Македонија, со што прилеп со овие три проекти веќе почнуваат да добиваат атрибути на европски град. И нормално, тука би спомнал еден од најбитните проекти кои ќе се случи нареднава година и пол-две, а тоа е гасификацијата на градот. Ете, слушнате вчера, значи, започна гасификацијата, односно носење на гасоводната цевка од Штип до Неготино, а веќе наредниве месеци треба да започне изградбата на гасоводната цевка која ќе го поврзува Неготино, Кавадарци, Прилеп, Битово. Што значи за година и пол-две веќе гасоводот ќе поминува покрај Прилеп и во иднина, значи наредниот период ќе треба да се прави физибилити студија заедно нормално во согласно со владата на Република Македонија. Таа ќе биде исто така примарна мрежа на гасоводот, меѓутоа ќе треба да се изработи комплетна студија за градот за секундарната гасоводна мрежа, со што навистина голема корис и ќар од сето ова ќе видат пред се домаќинствата, меѓутоа и големиот број на производни и економски капацитети, па јавните установи, училишта и така натаму кои ги има во градот. Значи во многу ќе се заштеди на енергија и знаеме сите кои имат гасификација, да речам градови во Европа, знаете дека имат и подобри услови за живење. Значи ќе се избегне загадувањето, нема да имаме диво сечење на шума како што ги имаше во минатиот период на територијата на Македонија и така натаму. Значи овај проектите како е битен за економскиот развој и подобрување на квалитетот на живење во нашиот град, а ќе започне за брзо. Кога станува збор за иднината, не само за Прилеп, него и за цела Македонија, тука се младите, а тука е неизбежно поврзано образованието и спортот. Моментално имате повеќе инвестиции и во двата сектори, и во спортот и во образованието. Практично нема училиште каде што се нема извршена некаква инвестиција, замена на дограма, енергетски ефикасна, покриви, подови, а исто така изградени се во последниот период 3 спортски сали, мислам, а се реконструира конечно и градскиот стадион во Целочек. Само да поправам, 4 спортски сали се имат изградено и сите постојачки сали се реконструирани во училиштата кои што ги имаше претходно, а се повеќе на број. Некаде бројката иди 8-9, може би 10 сали да се комплетно или нови изградени или реконструирани. Со тоа во многу доби не само училиштата во поглед на образованието и физичката култура, туку и голем број на клубови и спортски ентузијасти кои што ги користат условите на сите овие спортски сали. Последната спортска сала веќе е изградена, е во основното училиште Добре Јовановски, меѓутоа во програма заедно со Министерството за образование имаме да во наредниот период започне изградбата на уште 3 нови спортски сали во основните училишта Климент Кире Гавриловски, Кочо Рацин и Блаже Коневски. И со тоа ќе завршиме еден голем процес на изградба на спортски сали, со што Прилеп во наредниот период ќе добие не 4, туку 7 нови спортски сали. Исто да напоменам дека моментално се изведува уште еден капитален проект,
Тоа е реконструкција на градскиот стадион Гоце Делчев, средства обезбедени од УЕФА преку Фудбалската федерација на Македонија, Општинскиот фудбалски сојуз, голема благодарност и до нив. Меѓутоа, тука еден поголем удел ќе има и локалната самоуправа, со што стадионот ќе има нов терен, нова дренажа, осветлување за вечерни утакмици, реконструкција на трибините, покривање на дел од трибините, нови столчина, со што ќе има градскиот стадион Гоце Делчев европски услови, односно ќе има услови за одвивање на европски и меѓународни утакмици, не само за клубот Победа, тука ќе може да игра и другите клубови од градот, тука ќе може да игра нормално и репрезентацијата на Македонија. Кога готов овој проект? Треба да заврши 2017 година. Значи прво започнавме со теренот, па ќе биде осветлувањето, па последна фаза ќе биде реконструкција на самите трибини, соблекувални, се она што е наведено во самиот договор. Исто така се изградија тениски терени нови, се паркот на револуцијата комплетно се реконструира, меѓутоа се изградија и нови спортски терени на самиот парк на револуцијата на Могилата. Имаме два нови стадиони кои ги изградивме благодарение на Агенцијата за млади спорт. Тоа е стадионот на Могила и во Тополчани. Моментално се работи на стадион во Алинци, а после изградбата на стадионот во Алинци ќе започне реконструкција на стадионот во Големо Којнари. Ќе имаме осветлување на повеќе стадиони во населените места, како Мало, Големо Којнари, Алинцеве, овој сега кој што се гради, за да може и навечер да се користат нивните услуги. Се изградија повеќе мултинаменски игралишта, мали игралишта за мал фудбал со вештачка трева, скейт паркот се направи прв пат Прилеп доби скейт парк, исто така стадион со вештачка трева вреден повеќе од пола милион евра во населбата Типски куќи. Исто така во наредниот период ќе бидат изградени неколку фитнес зони во повеќе делови од градот на Могилата, кај стадионот со вештачка трева и во една од поголемите населби Точила. Се изградија голем број на паркови и парковски површини, преку 150.000 метри квадратни нови парковски површини се изградени во овој период. Исто така се поставени нови бунари со технолошка вода, преку 40 со цел да се налеват, значи зелените површини, да се мијат улиците, а не да биде тоа со пивка вода како што било претходно пред 10-15 години и така натаму. И почнав од спортот, да завршам со образованието. Прилеп, кога се децентрализира образованието, 2006 година, тоа е пред 10 години, сите училишта беа во катастрофална состојба. Имаше училишта кои по 50, 60, 70 години, да наречам старото училиште Нарит и во Варош, во најстарата населба, изградени се во 27 и 24 година, од таа година не било ништо инвестирано до сега. Значи, комплетно сите училишта на територијата на општина Прилеп, било тоа да се во градот или во населените места, се комплетно реконструирани. Имаме вложено преку 12 милиони евра во нивна реконструкција и со тој процес континуирано и понатаму продолжуваме спрема различните потреби на различни училишта. Дали негде нови училници, дали нови скали, дали реконструкција на сала, на спортските терени, на фасадите. Сега економското училиште преку проектот од прекугранична соработка комплетно се реконструира. Дали тоа се нови клупи, компјутери за децата, значи една комплетна ренесанса во образованието направивме во овој период и нема тука да застанеме. Дограмата, енергетска ефикасност, скоро сите училишта е менета, останува уште еден мал дел во гимназијата да завршиме и со тој процес и в година па да започне со процес на реконструкција на фасадите со термоенергетски фасади. Меѓутоа, тоа е континуитет и понатаму ќе продолжиме. Најдраги инвестиции, секогаш кажувам, ми се во образованието. Бидејќи кога инвестираме заедно со владата, Министерството за образование, или тоа се разни донации достапни за нас како град Прилеп, навистина со тоа фактички инвестираме во нашата иднина. Продукцијата на здрави психофизички деца значи добра иднина и за Прилеп и Република Македонија.
Така да ако тоа продолжиме и понатаму да оправиме, тоа што нема да има зима ни за Прилеп, ни за Македонија во однос на кадар, нити пак за сите овие инвестиции кои претходно испомнав ни доаѓаат во Прилеп и Република Македонија. И еве за крај, за да градот има комплетно еден модерен урбан пулс и тек на живење, потребно е и култура. Пред неколку денови заврши еден од фестивалите, тој е Джез фестивалот во Прилеп и несомнено овој град го носи епитетот град на фестивалите, затоа што ги задоволува сите, така да кажем, ајде музички вкусови, од народна етно музика па се до еве джез. Па да, заврши навистина еден спектакуларен джез фестивал, или ние го нарекуваме Джез викенд, во Прилеп 5-та година соред. Прилеп станува препознатлив на картата на фестивали, не само на Балканот и пошироко, и стануваме на некој начин центар на тој фестивалски туризам. Нема дел од годината кога нема некој голем фестивал. Гледам дека и другите градови веќе почнуваат тоа да го практикуваат и добро е кога има конкуренција, меѓутоа секогаш оригиналноста или да почнете прв е голем предизвик и на вистина станува еден позитивен импулс кај сите други да го следат тоа. Почнавме со многу манифестации, задржавме сите оние стари манифестации кои ги имавме наследено и дадовме задача да секој дел од годината и период има по еден побитен настан кој што не само ќе ги издава да е прилепчани надвор да го проследат настанот, туку ќе привлечеме и многу народ од страна да дојдат и да го посетат Прилеп, а со тоа пак крајната цел е да има економски позитивен резултат од сето тоа, градот, чаршијата, стопанствениците во градот и така натаму. Почнуваме годината со еден преубав карневал меѓународен кој што го имаме. Понатаму продолжува со Мариовско-Мегленски средби, тука се театарските игри, тука исто така фестивалот на Гајди, најголемиот фестивал во Македонија, еден од трите најголеми на Балканот, Пивофестот, богатото културно лето, скоро секој ден, цело лето има некои културни настани од различни категории, дали тоа се музички настапи, дали некои изложби, концерти или други културни манифестации, за да го заокружиме летото со токму тој джез фестивал. Меѓутоа, тука не завршуваме, продолжуваме и понатаму. Имаме манифестации по повод Денот на градот, 3 ноември, 11 октомври, Денот на револуцијата во Македонија. Нова година спектакуларно се дочекува, меѓутоа сите овие манифестации од културен аспект се надополнети и со манифестации во текот на целата година од спортски аспект. И тоа Прилеп негува алтернативен туризам, односно алтернативен спорт или ајде да наречам екстремен спорт. Имаме светскиот куп за болдеринг, параглайдинг, ултрамаратон, маунтинбајкинг. Планинскиот ултрамаратон. Да, планински ултрамаратон. И после 11 октомври планираме да имаме екстрем викенд во Прилеп со повеќе екстремни спортови, вклучувајќи го и мотокросот. Тоа е патеката за мотокрос, преубавата патека која ја направивме во местност Алинци, во близина на Прилеп, и тоа е дел, да речам, од оние спортска инфраструктура, така да во иднина планираме таму да има еден, да прерасне тоа во еден поголем мотополигон или центар каде што ќе има повеќе активности покрај мотокрос, да има патека за джипови, маунтинбајк, да има пейнтбол игралишта, ако најдеме инвеститори, една убава картинг патека, да има повеќе, да речам, да има кафетери, сендвичари, се она што си носи самиот полигон, да биде поатрактивно не само за граѓаните од градот, туку и од пошироката околина. И кога сме кај приватните инвестиции, се надевав дека годинава ќе заврши, меѓутоа закасни малку инвестицијата, меѓутоа ќе биде готова во текот на ова година, а наредната година и Прилеп ќе може да ја прилепчани да почувствуваат таа инвестиција. Тоа е новиот преубав базен и аквапарк позади Салида, кој на големо се гради, и од година ќе може и тоа да се стави тој капацитет на услуга на граѓаните. Значи не само јавни инвестиции во спортот, ние поддржуваме, потикнуваме и приватни инвестиции во збогатување на спортската инфраструктура и атрактивност на самиот град. И тука да напоменам дека околу спортовите, покрај одредената поддршка што имаме до индивидуалните и колективните спортови, секако ќе ги напоменам тука и двата најголеми клуба од градот. Тоа е ракометниот клуб Прилеп, кој што еве ова година излегува на европска сцена,
имаме навистина добар кадар, радува фактот што 90% од играчите се прилепчани, со некој засилување од страна и секако влегувањето на победа во прва лига. Ја мислам, иако дека стартот не е толку добар за победа, наредниот период ќе се подобрат и ќе играат подобро, ќе ни приредат убави утакмици за сите љубители на фудбалот во градот Прилеп, па и пошироко, бидејќи победа не е само прилепски, туку и македонски фудбалски бренд. Меѓутоа и таму радува фактот што, ајде да наречам, 100%, туку 99-98% играчите се токму наши деца од Прилеп, кои што ќе представуваат една голема иднина во фудбалот и за градот и за репрезентацијата на Македонија. Само треба трпение, добра работа, колективност и резултатите ќе си дојдат сами по себе, а понатаму наше да продолжиме и понатаму да создаваме инфраструктура во било кој спорт со цел да се унапредува индивидуалниот и колективниот спорт во градот Прилеп. Ви благодарам на разговорот. Благодарам на вниманието. Се надевам дека и гледачите ги задржавме до крај на ова интервју со овие голем број на интересни проекти и капитални кои што се изведуваат во Прилеп во сите сфери од општественото живење. И тоа е крајот на ова издание на Инфорегион. Со повеќе содржини се гледаме наредната недела. Довидување.